Почитувани слушатели, ви посакувам Божи благослов. Ете, останаа уште 2 дена до новата година. Па си реков, ќе снимам една проповед за Библијата. Библијата која може да го смени и промени секое човечко срце. Пораката на Библијата. Како прво, Библијата ја открива вистината за Бог. Сите информации и тврдења во Библијата се вистините. Таа самата тврди дека е Божи збор. Бог разговара или комуницира на надприроден начин со човештвото. Само во Стариот Завет над 3000 пати е употребена фразата "Вака зборува Господ" или "Бог рече". Библијата е единствена света книга во која Бог се откри себе си како вистински Бог, вечно постоечки. Не постојат други писмени извори со божествена вистина освен Библијата. Колку и да се нарекуваат другите, така наречени свети списи или книги, сите други свети книги се само човечка творба, без божествен авторитет. Тоа е реалноста и вистината за Библијата. Како второ, Библијата дава одговор на најсуштествените прашања во животот. Низ сите векови во историјата луѓето секогаш се свртувале кон Библијата за основните прашања на животот. Од каде сме? Зошто постоиме? Каде ќе одиме? Што ќе се случи со нас кога ќе умреме? Писмото или Библијата објаснува дека Бог како личност го создал светот совршен во секој поглед. Меѓутоа, во овој свет влезе гревот и го расипа Божиот совршен план. Но таа го открива и Божиот план за спасение. Тие се најдлабоки прашања што му се важни на човекот и на човештвото. Библијата ја открива Божјата природа. Да не беше таа, не ќе знаевме каков е Бог. Не ќе знаевме дека Бог е љубов, праведен, добар, свет и така натаму. Библијата го открива карактерот на Бог. Ако сакате да знаете каков е Бог, треба и мора да ја прелистете Библијата. Поинаку не можете да знаете за Бог. Бог е создател на целата вселена, на човештвото и на сиот животински и растителен свет. Библијата открива, како што реков, дека тој е љубов, сегде присутен, вечен, сезнаечки, праведен и свет. Самата Библија ни покажува како да стигнеме до Бог. Постои само еден начин да стигнеме до Бог. Кој? Исус рече: "Јас сум патот, вистината и животот. Никој не доаѓа при татко ми, освен преку мене." Тоа е запишано во Евангелието според Јован, 14 глава, 6 стих. Исус е патот, нема друг пат. Исус е вистината, нема друга вистина. Исус е животот, од кој црпиме живот. Пораката на Библијата е јасна. Постои само еден Бог, Бог кој постои и кој сака да воспоставиме контакт или заедништво со Него. Ова заедништво се воспоставува само преку Светиот Дух, преку вера и покаяние. Тоа може да се случи само преку Христос. Тој што ќе го признае Исус, дека е од Бог испратен, Божи син, го има и таткото. Само преку Исус се доаѓа при таткото. Библијата ја открива крајната дестинација на сите оние што не веруваат. Тие што го отфрлаат Христос и пораката на Библијата, ќе се најдат во најнепосакуваното место, пеколот. Тоа не е некоја црковна измислица за застрашување заради авторитет и власт над луѓето. Туку, реално место на измачување. Апостол Павле запишал: "Во пламенен оган, за да даде одмазда на оние кои не го познаваат Бог и кои не му се послушни на Евангелието на нашиот Господ Исус Христос, кои ќе бидат
казнети со вечна пропаст, далеко од лицето на Господ и од славата на неговата сила. Тоа е запишано во второто писмо до Солуњаните, 1 глава, 8 и 9 стих. Потоа апостол Павле во Филипјаните 2 глава 9 до 11 стих вели дека секое колено и јазик ќе се поклони пред него за слава на Бог Таткото. Со еден збор Библијата открива дека по смртта постои суд за тие што ќе отфрлат незината порака. Библијата има цел и историја. Библијата не е серија со неповрзани настани. Таа ги открива сите настани и ги опишува точно и прецизно, кои имаат една цел. Во Библијата има почеток со ветувања и крај со исполнување. Ги опишува развојот на цивилизациите, го опишува светот и неговото совршенство и завршува со нов свет небесен, каде што ќе нема грев. Го опишува создавањето на светот и неговиот крај. Во првата книга од Битие, таму се зборува, во почетокот Бог ги создаде небото и земјата. А апостол Петар вели, а ова небесе и ова земја ќе исчезнат. Почеток и крај. Библијата е основа за науката. Некои можеби тоа нема да го земат предвид, сметајќи дека Библијата не е научна книга. Но мора да се знае дека Библијата непогрешливо зборува за темелите на науката. Многу нешта однапред се кажени во неа, иеко науката не била развиена. Библијата има одговор за се. Таа има стандард на правилно и погрешно. Многу нешто од нашите современи концепти на законот се базираат врз Библијата. Таа ги има поставено сите стандарди на добро и лошо однесување. Многу сегашни закони во различни земји низ светот се врз основа на библискиот морал. Библијата ни кажува како да живееме успешно. Таа ги опфаќа сите области на човечкото однесување. Тука ги вклучува односите помеѓу мажите и жените, родителите и децата, работодавците и вработените, и пријателите и непријателите. Етиката и моралот се секојаш поврзани со верувањето во постоење на Бог. Како резултат на таквата вера, се создава силен мотив на послушност и одржување на се што е добро и доблесно и честно. Библијата дава одговор и на потребите на човекот. Христијаните се зависни од ветувањата на Библијата, дека Бог ќе ги задоволи нивните секојдневни потреби. Апостол Павле напишал: а мојот Бог ќе ја исполни славно секоја ваша потреба, според своето богатство, во Исус Христос. Во книгата на Евреите се зборува за Божјата грижа во секој период од животот. И вели: јас никогаш нема да те напуштам, ниту ќе те оставам. Евреите, 13 глава, 5 стих. Библијата не зборува само за некои општи работи, туку дава и практична помош на поединецот и на секој што бара помош од Бог. Библијата ветува дека ќе им даде благослов на сите кои ја почитуваат и кои живеат според незините правила. Бог на сите генерации ги учи да ја земат и да ја читаат. Во книгата на Исус Навин е запишено: книжниот свиток на законот нека биде на твојата уста, размислувај за него ден и ноќ, за да пазиш верно се што е напишано во него. Само тогаш ќе бидеш среќен и ќе успееш во потфатите. Тие што размислуваат на Божјиот збор, Библијата, и што имаат страф од Бог, од она што е напишано, Бог ќе им даде благослов. Зашто во Исаија е запишано: па мојата рака го направи сето тоа, и така сето тоа и настана, зборува Господ и објавува Господ. Но кон овој јас ќе погледнам,
kon bedниот и кон човек со поразен дух, кој трепери пред мојот збор. А во првиот псалм, во првиот и вториот стих, ја истакнува важноста од читањето. Блажен е човекот кој не оди по советот на нечесните и не стои на патот на грешниците и не седи во седиштето на подсмевачите. Туку волјата му е во Господовиот закон и за неговиот закон размислува дење и ноќе. И како последно, Библијата е напишана со цел да создаде вера во Бог, вера во Божиот Син Исус Христос и во тоа име секој да добие вечен живот. Еве што вели апостол Јован. А ова е запишано да верувате дека Исус е Христос или помазаник, Божи Син, и верувајте да имате вечен живот во Неговото име. Библијата е комуникација на човештвото со Бог. Бог најде можност да разговара со нас само на тој начин. Бог како создател на сите луѓе сака да воспостави врска со секоја личност преку Светиот Дух, преку вера и покаяние. Библијата не е само обична книга, туку повеќе од книга, наречена книга на животот. Таа јасно тврди дека е Божи збор кој го менува човечкиот живот. Таа ги дава одговорите на сите основни прашања, што му се потребни на човекот, на мене и на тебе и на сите луѓе. Ти благодарам, Господе, за Библијата. Амин.